може би и тоа малце ќе го објаснеме понатаму. Екологијата станува не само тренд, туку е и потреба и една сфера која што во иднина ќе биде и да кажеме целиот економски развој на едно општество или држава како Македонија базиран баш во делот на економијата. Значи, еколошките проекти во иднина нема да бидат само проекти кои се важни, нели, за животната средина, туку тоа ќе бидат важни проекти и за економскиот развој. Значи, отпадот, менаџирањето на отпадот, менаџментот на целиот тој еколошки процес станува бизнис. И не само бизнис, туку станува многу вносен бизнис. Еве, западните економии се повеќе и повеќе го базираат својот развој баш во делот, нели, еден дел во развој на на енергетиката или делот, да кажеме, на делот на енергијата што се повеќе и повеќе се користат обновливи извори на енергија. Дополнително на тоа и менеджментот на отпадот е тој што е, да кажеме, главен сегмент или генератор на приходи. Така да и ние, еве, како партија ВМРО-ДПМН во тој сегмент подолго време размислува, имаме направено неколку конкретни проекти, како претходно, или во фаза на проекти кои требаше да се развијат, така и проекти кои ги реализиравме и многу проекти кои беа дел од нашата изборна програма. Неколку само ќе напоменам. Значи, првично сакам да кажам дека проектите што требаше да се направат во Република Македонија во делот на екологијата беа процеси кои беа долги, тешки, но и многу скапи. Значи, да се развијат еколошки проекти, односно проекти за прочистување, прочистителни станици и слични такви проекти, требаше доста време и средства за тие проекти да се развијат, бидејќи не секогаш имавме такво искуство околу менаџирањето или подоцна имплементирањето со такви проекти. Поконкретни некои проекти кои што, нели, имаме мини проекти, но и макро проекти кои предонесуваа во оваа сфера, или еден од најголемите проекти во овој дел што се зафативме беше гасификацијата на Република Македонија, кој е, да кажеме, еден или не еден, туку најзначајниот проект во Република Македонија, не многу визибилен, односно не може тоа многу да се види, бидејќи тоа се една огромна инфраструктура подземна, но многу значајна и многу скапа. Со тој проект, еве, јас имав таа чест, нели, да учествувам од првиот ден на развојот на тој проект. Првично, нели, требаше да ги најдеме кои се тие алтернативни рути, односно приклучоци, интерконектори од каде што можеме да го прибавиме гасот, и ние одлучивме нашиот газ да го базираме на западните компании и да кажеме дистрибутери на газ, и затоа и така проектот се дизајнираше со главна цел да се изгради, односно, еве, во фаза на градба е тој главната траса што треба да донесе ефтин ЛНГ од Грција, кој е, да кажеме, ЛНГ кој доаѓа од повеќе држави, кој е таа алтернатива, многу поевтина, многу поисплатлива сигурно од рускиот газ, но и алтернатива која што нам како држава ќе ни помогне многу драстично да го намалиме загадувањето, заради тоа што број еден загадувач во Република Македонија секако се домаќинствата преку нели фосилните горива што се горат за затоплување. И тоа е факт кој што се утврди со неколку студии, нели претходно немавме за тоа студии, но се направија неколку студии и анализи каде што тоа, нели, сето се види. Дополнителни мерки што се усвоија и што беа, нели, популарни се и мерките за енергетска ефикасност, кои мерки индиректно многу влијаат за намалување, нели, на емисијата на штетни гасови, бидејќи со таа енергетска ефикасност ние драстично заштедуваме електрична енергија, која што, нели, сепак на крајот од денот загадува, и неколкуте мерки како што се, нели, пелетите,
и на пример промената на дрвените или на старите прозори со нови ПВЦ прозори, сето тоа се еден сет на мерки кои што ние ги комплетиравме и ги понудивме на граѓанството како мерки што конкретно решаваат одредени проблеми. Ние во нашата програма планиравме многу повеќе такви мерки кои што дополнително ќе придонесеа нели за подобрување на животната средина, односно во цел овој сегмент, но сега некако сум загрижен бидејќи сите тие активности на еден начин застанаа. И како такви според мене тоа треба да продолжат, бидејќи тие се добри мерки, тие се конкретни мерки и тие мерки конкретно ќе придонесат граѓаните да имаат почист воздух. Тие се долгорочни мерки и ако ние ги почнавме, некој треба тие мерки да ги продолжи, бидејќи ако се застане сега и не се имплементираат тие проекти, а почнуваме одново, тој период кога што планиравме 5 годишен период или циклус каде што требаше драстично да се намали емисијата на штетни гасови во Македонија, ќе се продолжи, што не е добро на крајот од денот за граѓаните. Друго, сите овие мерки што се планирани и стратегии се долгорочни и како такви треба да бидат прифатени од новата влада и како такви да ги имплементира, бидејќи верувајте, тие проекти не се направени од вас, сме користеле западни консултанти, сме користеле западни технологии за да се прават сите овие проекти, така да не верувам дека некој сега од сегашната владеачка структура ќе направи некој многу подобар проект од тие што се сега понудени, бидејќи тие ќе треба да користат истите консултанти што и ние ги претходно нели ангажиравме и плативме за да ги направат тие исти проекти. Така да убаво е ова да се продолжи, но на терен ситуацијата не е таква. Еве, сведоци сме пред неколку дена што се случи во Струга, па и во Тетово, каде што такви, да ја кажеме, проблеми кога се јавувале адхок и како влада сме ги решавале истите. Сега да не може една депонија да се изгаси за неколку дена и тоа нели да влие штетно на здравјето на граѓаните, тоа само го покажува капацитетот, да кажеме, на таа општина, но и на сегашната нели гарнитура. Мене ми е жал што, на пример, еве и двајцата градоначалници и во Струга, еве и во Тетово, во целоскупниот свој мандат од 4 години не најдоа соодветно решение, еве мандатот заврши, односно сега имаме продолжен мандат, каде што за 4 години не најдоа соодветно решение да се решат тие депонии кои што се исклучиво во надлежност на самата општина. Така да еве, може за Струга мојот колега малце да даде осврт, но дополнително ќе се вклучувам исто во оваа дебата, за да може, односно во овој панел, за да може нели да предискутираме, но и да дадеме еден нов правец што би требало да се случува во овој сегмент. Благодарам од мене за сега. Добар ден и од мене.